Здраво на сите и добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Бобан Алексовски, независен актер и еден од основачите на независниот театар Златен Елец. Добре дојде, Бобан. Добре ве најдов. Здраво и ти благодарам многу што ја прифати поканата. И благодарам што се сети на нас, на нашите проекти летово и поздрав до сите колеги и до сета публика што не гледа. Овие разговори ги започнувам сите со едно стандард прашање. Што значи да се биде театарски уметник, во твојот случај театарски актер, во време на пандемија? Како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти минаа првите полициски часови? Сето почна од почетокот на годината, уште од месец јануари. Постојано бевме со проби на испити по режија кај што играм на факултетот кај што дипломирав, што за проектот што го правевме сега преку Елец монодрамата. И наеднаш се случи да немам ни проба, ни било што друго. И беше шок едноставно. Беше шок и мораше имаше еден период каде што требаше да се подготвам психички за тој стоп на некој начин. Па првите полициски часови помина дома и креативно во секој случај со филмови, со книги. Се додека еден ден на тераса не снимив монолог по барање на Катерина Грозданова Кети. Така некако беа првите домашни актерски искуства за време на корона. Снимав монолог од Дупло дно од Јаков баш на тераса. Па и неколку колеги го направија истото тој период. И 2-3 недели подоцна се случи да активно и театарски се вклучам со онлайн изведба на монодрамата Дневникот на лудиот на игралиште за време на полициски час. Еден полициски час го поминав со дозвола да се шетам надвор од дома. Тоа беше во организација на град Скопје, така? На град Скопје и МКЦ заедно. Представата беше на игралиште се играше и имаше 3-4 камери, тонска екипа, камермани, светломајстори и луѓе на балконите по зградите. Тоа беше едно искуство што нема уште еднаш да се случи пак. Не дај Боже за никоја друга пандемија што не сакаме да дојде сигурно. Меѓутоа беше убаво затоа што бев обкружен со полицајци многу. Па на почеток имаше барање да играм со маска, па ги убедив дека сепак е монодрама, дека немам партнер на сцена, никој не е во опасност. И беше многу убаво и многу историски онака на некој начин. Мислам дека и бев прв што така со таква храброст влезе да изигра во живо представа онлайн за камери, за Facebook и за YouTube, а во исто време дека е театар, дека исто како гледачи од терасите. Така, имаше гледачи од терасите, имаше и реакции, никогаш уште еднаш нема велам пак да се случи истото. Беше многу едно убаво искуство што секогаш ќе го паметам и секогаш ќе го зборувам. И така. Така да, ова беше за тебе всушност активен период, не беше пасивен како уметник. Така, и понатаму, баш веќе следниот ден, пронајдов едно дело на кинески автор, исто се вика Дневникот на лудиот, собрани раскази на Лу Син. И всушност таа е една новела која што ме инспирираше да му се јавам на Ѓорги Ризовски, истиот режисер со кој што работевме монодрамата и да му речам мора да работиме. Затоа што делото беше прекрасно, само требаше да го адаптираме ликот од Гоголј во оваа приказна сега. Поготово што актуелна беше приказната и темата и ние за време на полициски час, пред полициски час, Ѓорги брзаше да дојде до кај мене дома или јас до кај него дома да направиме читачка проба и беше исто едно пак друго искуство што исто пак нема повторно да се случи. Иако независен театар потекнува од дома на некој начин. Така. Проби, ама таа трката пред полициски час да се стигне дома за да не фати. Исто така забавна и интересна. Веќе кога почнавме мизансценски проби, исто во еден затворен приватен простор, веќе полицискиот час исчезна, па така што можевме да останеме и до показ. Така.
Ти покрај монодрамата која што споменавме Гоголј, имавте можност вие да изиграте и Не ми го чипкај пивото. Така, ја изигравте неодамна на 26 јули во Куршумлијан, но би сакала тука да споменам дека и Дневникот на лудиот ја изигравте не само на 27 април првите полициски часови, туку и на 10 јули во Сулијан, исто во рамки на Скопско лето овој пат, на 27 јули во Кумановски театар во Дворот. Така, и она што е уште поинтересно за мене е тоа дека е избрана во рамки на еден онлайн фестивал кој што треба наскоро да се одржи. Може ли малку повеќе за тоа како дојдовте до тоа да се аплицира, како изгледа онлайн фестивал? Тоа е нешто ново за нас. Да, навикнати сме дека досега онлайн, реално досега сите представи пред да бидат избрани на еден фестивал се гледаат како снимка, но овој пат и публиката ќе ги гледа како снимка. Дали имаше некое посебно снимање на представата или како е тоа изведено? Може нешто повеќе за тој фестивал? Така, фестивалот си бара специјална снимка, филмувана представа. Тоа значи пак кадрирана снимка и тоа без публика, затоа што зошто да се снима со публика кога веќе е забрането да се одржи фестивалот поради истата причина. Сега сме во преговори како тоа се да снимиме. Ние представата знаеме како да ја играме, но сега малце е исто како играм филм да снимаш од представата. Меѓутоа се надевам дека лесно ќе поминеме, тоа ќе го правиме наскоро. Фестивалот ќе биде онлайн и тоа со многу навистина стручно поставени стандарди, со жири комисија тричлена, со онлайн прикажување на националната телевизија во Монголија во исто време, на интернет во исто време. Така што представата ќе се случи исто како во живо. Не може тоа да биде во живо, но нема да биде одиграна во живо, ќе биде претходно пратена, се разбира, и измонтирана. Меѓутоа нема да остане на интернет представата, ќе биде само тогаш и тогаш, како што и театарот останува една представа си е еден живот. Следната изvedба си е друг живот. Така што и ние не знаеме како ќе се одвива сето тоа, знаеме дека има многу покането од други театарски проекти од сите земји. Ние му ги предложивме двата проекти, иако едната се уште се нема случајно премиерата, но му испративме трейлер и кратка содржина фотографии. Тие сепак го одбраа Гоголј за да ни дадат простор наредната година да изиграме и човекојатството вториот. Така што тоа следува, мислам дека на крај на август немаме уште датум. Ви посакувам многу среќа. Фала ти многу. Баш се радувам. Нешто повеќе за оваа последнава изведба на Не ми го чепкај пивото на 26 јули во Куршумлијан што се одржа. Во едно твое интервју баш те слушнав како бидејќи јас немав можност да ја погледнам представата, но се надевам дека ќе ја погледнам. Слушнав дека во моменти имаш делови каде што се движите или тоа беше за претходната, да не ги помешав, каде што се шетате меѓу публика, па таму е со маска, па ме интересира буквално за оние протоколи кои што ги наметнуваат нели од здравствената организација, мора да се држи дистанца, за монодрамата тоа претпоставувам дека е многу поедноставно затоа што е еден актер, публиката ќе се разместат седиштата и тоа е многу полесно да се изведе. Но овој пат вие сте тројца актери на сцена. Тројца актери. Така, и ме интересира тука како ги решивте пред се и пробите за меѓусебна заштита со режисерот, потоа како беше изведена представата пред публиката, сите оние протоколи баш практично да ни ги објасниш, за да можеби ќе бидат и некој начин основа за тоа како понатака ќе се одвиваат останалите. За жал да, ќе потрае сигурно. Многу е стресно кога прв пат играв на 10 јули во Сулијан со Дневникот на лудиот. Дозволен број на публика беше 45, дојдоа 35, така нешто, со страв, сепак со многу страв. Јас бев во паника да не, иако е монодрама, имам интеракција. Тоа не знаевме како да го решиме баш поточно. И сега исто и во Куманово така игравме. Во моментите кога јас бев во публиката, си носев маска, на луѓето им делев работи кои што требаше да ги прочитаат или требаше да ги разгледаат, но сепак многу предпазливо.
Сакам да кажам, на секој од публиката му беше измерена температура, на секој од екипата наша му беше измерена температура, штом температурата не постои, тука нема никој заболен од корона. Така што сепак стресот како почна представата го снема, заборавивме дека во таква состојба гледаме представа, иако беше чудно затоа што гледаш простор измеѓу човек до човек во публиката, но ќе се навикнеме на тоа и не е воопшто страшно, затоа што ние пробите кога ги правиме пред режисерот и уште неколку луѓе во екипата, така да сакам да кажам навикнати сме да играме и за да нема толку публика, сметајќи ги оние коментари на некои луѓе што ќе кажат како ќе играте за 5 души, 10 души или така натака. Не е воопшто битно. Сега ќе има на драмата, ние од старт 25 луѓе ни беше стандардот кој го дадовме за луѓе кога веќе и обично ја игравме представата, но со текот на фестивалите и времето се измени малку таа структура и сфативме дека сепак може да се игра, во Прилеп се играше за 150 на Војдан Чернодрински. Тоа е пред пандемијата, претпоставувам. Да. Но кога станува збор за во понеделникот, кога имавме премиера на 26-ти, не ми го чепка и пивото, беше премиера. Никој тоа го немаше гледано, освен ние од екипата. Во Куршумлијан сепак беше поголем просторот, но беше дозволен број 60 луѓе. Исто со мерење температура, со сите протоколи, со сите почитувања, со маски. Ние игравме, почнавме кога имавме кореографија, така почнува представата. И таа кореографија ја правиме со маски, затоа што, да кажам, многу се допираме на некој начин, кореографски. Но со текот на сцените, тие маски ги вадиме од нас, со сета предпазливост. Сепак имаме блиски контакти и движења и уште поголема паника и стрес ни беше сето тоа, затоа што сметавме дека ако го немаме тоа, треба да имаме предпазливост, но не може да избегаш од тој близок мизансцен. Нели? Но маските си помогнаа тука, имавме еден главен и битен елемент во целата представа, средство за дезинфекција. Како додадовте, тој го направивте во концепт заради целава ситуација или секако ќе си беше дел од концептот на представата? Не, немаше да биде дел од концептот на представата, го додадовме затоа што и сакавме да дадеме значење на проектот и кога ќе фала Богу исчезне короната, дека ќе остане представата, ние ќе играме така. Со средството за дезинфекција, со шегите, ние бевме едни од првите што има можност како актери во комедија да вметнат такви шали со короната. Така. На место, сега не претеравме, се разбира. Многу ќе биде убаво кога ќе остане тоа еден ден по 5-6 години кога би ја играле пак представата, кога нема тоа сето да постои, ние така ќе играме и со маски ќе остане, така се договоривме. Остане баш еден белек на едно време. Така, да. И што се однесува до публиката и таму исто беше предпазлива и како да не постоеше. Кога ние игравме, кога заврши представата, имаше и така некој мини коктел кој што го направивме со раздалеченост. Не постоеше таа болест, не постоеше тоа зло, додека ние правевме уметност на некој начин. Супер, тоа е баш ми е криво сега што не сум била дел од тоа, но се надевам наскоро. Ново само да додадам кога сме кај искуството да игра за време на корона. Имаше, се изненадив дека имаше многу постари луѓе што дојдоа да гледаат представата и баш онаму каде што најмногу се обраќам, седеа две постари жени кои што воопшто не се исплашиле, со секаква заштита, излегле и ја да ја поддржат и да ја почитуваат уметноста, а сепак тие се најизложени на сето ова. Така да малку чувствував и одговорност кога играв пред нив. Така. И така, ќе остане како едно добро и во сето лошо што се случува. Така, баш ми е драго и ви посакувам уште многу представи. Се надевам дека сите театри ќе земат поука од овие изведби и ќе ги применуваат овие начини на игра и дека со тоа се разбира ќе расте и одговорноста на актерот за публиката и обратно. Се надевам дека тоа ќе продолжи во тој дух. Како актер ги доживуваш, наспроти овие представи кои што вие ги одигравте во простор, во ист простор со публиката,
сведоци сме дека државните театри во земјава и надвор од неа ги отворија своите архиви и започна едно прикажување на онлайн, значи онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо. Како гледач ги доживуваш овие онлайн прикажувања на веќе одиграни представи? Сметам дека театар на снимено не е баш она вистинското. Никако во никој случај, за да си постои филм, нели? Сепак, тие што сум ги гледал, се чувствував исто како да сум таму кога ги гледав на телевизија или на YouTube. Так. Се разбира, и убава беше можноста за да видиме нешто што порано било на репертоар. А сега, тие се добрите работи кои што ми се допадна од таа страна на прикажување онлайн представи, кои што порано се случиле. И се надевам дека исто ќе се извлече поука од сета таа работа, дека треба поубаво да се снимаат во иднина сите проекти, за да и технологијата расте, влезене длабоко во театарот, зависат представите од технологијата и сметам дека сепак веќе ако се снима да има онака добри снимки да се почувствуваш како да си поживо. Затоа што друго е кога пред тебе се случува таа енергија што ја примаш, ја даваш, ја земаш и така натаму и оди и останува. А дома е малку поинаку кога го гледаш сето тоа снимено. Така. А наспроти овие онлайн прикажувања на веќе одиграни представи во живо, сведоци сме дека и во Велешкиот театар го подготви интернет перформансот Тој и таа во режија на Дејан Дамјановски, се подготви виртуелната представа Илузии во режија на Нела Витошевиќ и најнаш, мислам, и во целиот свет, нели, започна тие подготовки на представи кои што се случуваат се со цел, нели, да се заштитат актерите, секој од дома ги создава ликовите, сето тоа е изрежирано преку вакви Zoom платформи, интернет платформи. Дали успеа да погледнеш некои од овие представи? Ги нарекуваат представи, виртуелни представи, интернет театар, различна терминологија околу која што се случуваат големи дебати нели во моментот. Како ги доживуваш овие проекти? Ја поддржувам идејата максимално што се случи тоа и со Нела и со Дејан Дамјановски. И мислам дека на сите тоа треба да му биде еден поттик за да изнајде начин како да го изнесе театарот вака. Еве, ние се согласивме да играме исто во живо онлайн, без разлика што може да се случи на сцена, можеше да рипнам цела сцена, затоа што е театар, текст, не работи независен театар со суфлер. Тие работи што мораше да се случуваат преку телефонот, преку лаптопот или преку телевизорот, беа за поддршка и понатаму треба да има такви идеи кои што треба да прераснат во нешто многу поголемо. Кога веќе претходно ги спомна представите снимени од National Theatre, беа многу добри снимките на YouTube кога ги пуштат. И исто треба да растеме со тие идеи, затоа што театарот, пак ќе кажам, поврзан е со технологијата, со современото, зошто да не е поврзана целата комбинација. Во Дневникот на лудиот ние имаме и во едната и во другата представа проекција, видеопроекција, каде што јас, истиот лик или мојот лик кој што го замислувам, аз сум јас, а всушност е друг лик. Така. Не се разбира, да. Користиме како јас да разговарам во живо со него. Тие форми се сосема треба да се само да растат и да ги изработуваме до тој степен за да излезе некакво дело театарско виртуелно. Се додека не можеме да стапнеме на сцена во затворен простор, ќе биде вака, како да кажем, експериментирачки, но за поддршка, нема тука простор за критика, затоа што условите се тие и тие. Така. Кои се твоите планови како актер за во наредниот период? Предпоставувам дека ќе продолжите да ги играте веќе представите. Монодрамата го најавивме фестивалот на кој што ќе учествуваш со монодрамата. Сега започнавте со Немиго Чепка и пивото, започнувате со втор дел. Има ли уште нешто што го планираш во иднина? И во кои услови планираш сето тоа да се реализира? Ако не се лажам, вториот дел на представата Дневникот на лудиот, втората монодрама би е режирана за затворен простор. Дали тоа значи дека зависи од дозволи за работа, за одржување на театар во затворен простор?
Така, таа дозвола уште не постои, а нели некои дела во театар не може да ги изведеш на отворено, посебно ако се работи за алтернативен проект кој што е поврзан со приказната. Сега јас сум во куќата каде што има крв, коски, трупови и така натаму, не може тоа сето надвор ради структурата на текстот. Чекаме дозвола на театарски фестивал кој што би се случил исто со дозвола во Ресен. Па сакаме во еден алтернативен простор што е многу добар на фестивалот да ја одиграме таму премиерата. И се надеваме дека ќе ни дозволат, но се додека не постои таа дозвола, само ќе си ја повторуваме представата и ќе го чекаме денот кога ќе објавиме премиерата. Фактички ние работевме на 2 месеци на таа представа, кога праша претходно како ги одржувавме пробите, бевме режисер, асистент и актер, тројца екипа кои што имавме простор да бидеме разделечени, имавме простор да ги почитуваме сите правила и мерки, така да ја направивме представата. Единствен проблем е што не можеме да ја одиграме премиерата. Имавме понуда да играме на отворено, меѓутоа сакавме да ја чуваме како што си ја направивме, како што сакаме да се долови кај публиката. Со не ми го чепка и пивото, еве на Штипско културно лето на почеток на август имаме денес официјална покана. Најверојатно ќе посетиме уште неколку општини кои што се расположени, а сите се сега за култура, затоа што веќе се поддржуваат градови со градови, тоа е многу допадливо. И сметам дека треба да излезат сите театри надвор, да се направи некој таков фестивал со протоколи, со да се проживее, да видиме дека не е умрено сето тоа. Никогаш не може да биде умрено, затоа што баш театарот е толку жив и посебно во вакво време мора да постои. Мора. Така, да. Детска представа планираме исто преку театар Златен елец со колешката на Така, да. И таа представа кога што успеав да прочитам ја планирате како повторно како онлайн проект, така? Така, да, ете. Како тоа ќе се изведе, баш ме интересира. Ќе ја снимаме представата, исто кадрирано, многу добро филмски, да кажам. Ќе биде во детска емисија Рингишпил, таа се емитува по локални телевизии низ цела Македонија. И сакаме пак да бидеме иновативни и да експериментираме со таа варијанта. Кога ќе помине сето тоа, имаме еден простор каде што сепак е на отворено и дозволува 12 дечиња да гледаат детска представа, па се трудиме да го направиме тоа што поскоро. Некако да имаат и децава, немаат живот, кај нив детството е надвор, мора да имаат содржини кои што ќе ги тржат и ќе ги водат. И така се тие елементи со кои што експериментираме и со овој независен театар и многу ми се допаѓа што имаме поддршка од колеги и вработени и невработени, не е битно кога се работи театар. Сакаме да бидеме активни и во вакво време со сите можни стравови да ги собереме и да бидеме активни и да си ја браниме и сакаме професијата. Затоа што таа е онаа со која што се будиме, таа е онаа со која што заспиваме, барем јас и убави. Така. Која е улогата, значењето, функцијата и кое е местото на театарот во нашава земја во овие услови? Па, искрени да бидеме, никој не се загрижи баш за театарот. Затоа што со честни исклучоци град Скопје и МКЦ поддржаа театарски представи кои што беа во проектот Култура во време на корона. Меѓутоа, од вистинските врати, мислам дека посебно независните уметници не добија некакви услови, така да еве самите ние чукаме на врати, отвараат, има добри луѓе. Сакам да кажам дека мора да се има грижа за уметникот, затоа што тој е во вакви услови може да е нестабилен. Затоа што тој твори со луѓе, твори за голема маса на луѓе, за публика. А таа публика живее во страв и во предпазливост и во болест, како што живееме буквално, треба да се грижи државата многу за уметникот. Но еве, ние им даваме идеи за грижа. Така да се надевам еден ден ќе биде тоа на прво место. Така. Како би се справиле во овие услови, како би действувале големите театарски имиња од минатото кои влијаеле на твојот развој како театарски актер? Па,
Јас многу сакав театар, уште од мал ги гледав многу често македонските актери на сцена. Аз живеев во град театарски Прилеп, јас сум од таму, во еден чернодрински фестивал, од кој што секој јуни ги носеше најдобрите продукции и се уште ги носи на фестивалот. Сите ние кои што се занимаваме со оваа професија знаеме колку значење има тој фестивал, од какви представи се раѓаат на тие дружби и слично. Се приметува по твојата насмевка. И сум ги гледал големи имиња и големи театарски представи, сум ги гледал, после сум ги наблюдувал во бифе, како тие природно се внесуваат, колку се внесле во улогата, ми беше многу зачудувачки, да кажам. Билјана Беличанец беше моја омилена актерка, која што кога имаше драмски представа, одев, си плаќав карта без разлика, не чекав да ме пуштат или слично, само за да не ја испуштам представата. После сакав да ја видам мојата омилена актерка во живо како изглед. За жал веќе не е меѓу нас. Меѓутоа има и други актери кои што како актери на драмскиот театар и актери на македонскиот народен театар кои што ми оставале голем печат, пример Бранко Ѓорчев. Тие се актери кои што сум уживал и сум одел да ги гледам. Сакам да кажам дека од тие можеби биле тие кои што ме намамиле да бидам во оваа професија и да ја сакам. Прилепските актери, да не ги заборавам. Билјана Драгичевиќ Пројковска, уште од мал ми е омилена исто така. И таа енергија која што сум ја гледал од нив ме има научено многу на тоа како сега се однесувам. И многу ми е драго што сега па лично ги познам од една друга колегијална перспектива. И така се многу ми е убаво да ги примам енергиите на тие колеги кои што сум ги гледал, кои што биле со мене на сцена, кои што ми раскажале анекдоти, кои што ми раскажале процеси, кои што сум ги гледал во процеси. И сето тоа мене ме замагли и така влегов тука. Така, и предпоставувам дека и тие се таа инспирација да бидеш активен во еден ваков период, да не останеш како пасивен уметник, туку буквално да се пуштиш во предизвиците што ги нуди ова време. Јасно. Посебно сум ги сакал и оние воркохолици кои што во исто време сум гледал и во 5 представи да играат и сите 5 представи се различни. И тоа ми било фасцинантно, онака. И мислам дека секој актер треба да се труди да го достигне тоа и тоа е љубов кон професијата. Само тоа може да те тера. Не можеш со сила ти да направиш 5 представи и да ги играш во исто време, нели? Така. Ти благодарам, Бубан, ова беше последното прашање до тебе, но секогаш оставам простор на крајот од разговорот соговорникот да се доискаже доколку моите прашања не ги опфатија сите твои размисли за театарот во време на пандемија, или пак да испратиш една порака до постпандемскиот театарски актер, доколку чувствуваш потреба за тоа, се разбирам. Јас сакам само да ги поздравам моите колеги сите кои што постојат во оваа наша држава и да им кажам дека мора да се грижиме за театарот, треба да даваме до максимум, посебно во вакви времиња, затоа што ние сме уметници и затоа што многу ме радува кога гледам дека тоа го прават. И сакам онака да се обединиме, тоа со фестивалот, што случајно го спомнав, да се обединиме и да направиме театарот да живее и понатаму и да го спаси ова време, да го спаси и ова време кое што на некој начин случајно дојде и останува, сакаме да си замине што побрзо, да заборавиме на лошите мигови во денот, заедно со театар, заедно со таа убава работа што се креира. И тоа е приказна, како што за дете е убаво да му се раскаже една приказна, театарот е приказна, затоа е убаво за сите да постои, а и ние како уметници да се грижиме за неа и да не се запостави театарот во никој случај, сите театри да излеземе надвор, колку и да трае ова, и да играме, да ја браниме професијата, да ја сакаме професијата, исто така да се грижиме за публиката. Благодарам многу и се надевам дека овој разговор ќе биде инспирација и ќе даде креативни решенија за тоа како може да се одвива театарот во вакви услови. Благодарам тебе за поканата, продолжи со вакви идеи. Треба ова да се случува во театарот во Македонија, годинава многу фестивали не се случија и не знаеме дали ќе се случат. И немаме никаде да се дружиме кога имаме... Станува Zoom! Не станува Zoom и некои дворови во кои што може да работиме театар, се согласувам. Така, ќе работиме и понатаму
и ќе се трудиме да го задржиме театарот во нас и пред нас. Има и убав ден. Исто, поздрав! Поздрав.